Добро вечер, го следите Дневникот на Телевизија Плюс. Со најновите информации веднаш по кратките најави. Останете со нас. Донација за болницата од представници на Сибрик. Литија за Свети Никола во Куманово. Поставена Бадниковата пештера. Представниците на командата на бригадата на Југоисточна Европа Сибрик на Кумановската болница денеска донираа медицинска опрема. Повеќе во прилогот што следува. ЕКГ апарат и 2 апарати за неинвазивно мерење на крвниот притисок донираа представниците на командата на бригадата на Југоисточна Европа Сибрик на Општата болница во Куманово. 40 представници на армиите на Албанија, Бугарија, Грција, Романија и Турција, кои од лани се сместени во Куманово, активно се вклучуваат во повеќе хуманитарни и еколошки акции. We are here today in order Тука сме да понудиме символична донација на Кумановската болница и на овој начин да ја изразиме нашата благодарност до лекарите и сестрите кои изминативе 2 години пружаат помош на заедницата во справувањето со ковид пандемијата. Се чини дека пандемијата нема скоро да заврши и ваквиот живот стана наша нова нормалност. Би сакал да им посакам да останат силни и безбедни и да продолжат да ја штитат заедницата и да им посакам среќни празници, здравје, мир и благосостојба. Надлежните од Кумановската болница изразија благодарност за донацијата. Бригадата и минатата година пред новогодишните и божитните празници донираше заштитна опрема за оваа здравствена установа. Оваа година добивме ЕКГ апарат и 2 апарати за неинвазивно мерење на крвниот притисок. Благодарност до нив, значи ова е еден убав гест во пресрет на божичните и новогодишните празници. За нас секако една добредојдена донација, бидејќи ова се апарати кои што ние секоја година ги купуваме, но знаете и сами, во период на зголемен обем на работа имаме и повеќе потреба од набавка на истите. Минатата седмица представниците на Сибрик донираа и компјутери и речници на англиски јазик на основното училиште Крсте Мисирков. Бригадата на Југоисточна Европа од 2020 до 2026 година е со седиште во касарната Бороменков во Куманово. Одрон предизвикал поголема материјална штета врз куќа во населбата Перочичо. Како што информираат од регионалниот центар за управување со кризи, вчера сопственикот на куќата го пријавил случајот кај нив. Во текот на денот била формирана 4-члена екипа на општинскиот штаб која излегла на местото на настанот и направила увид. Во текот на денешниот ден се очекуваат понатамошни активности. Во чест на верскиот празник Свети Никола, вчера во соборниот храм се одржа литургија, а потоа и масовна литија од црквата до градскиот плоштад, каде што беше извршен водосвет и беше прекршена празничната погача. Куманово вчера го прослави верскиот празник Свети Никола со масовна литија. Во соборниот храм Свети Никола со литургијата чиноначалствуваше европскиот митрополит господин Пимен, заедно со домаќинот Кумановско-Соговскиот митрополит господин Григори и епископот Стобиски господин Јаков. Беа разменети пораки и желби за добро здравје и берекет за имендените и семејните слави, како и заштита на прочуениот светец. Инаку Свети Никола е заштитник на сиромашните, морепловците, рибарите и децата. Тој е оној што ги принесувал даровите за сите и за се. Тој е оној што ги осветувал даровите, правејќи ги од леп и вино во тело и крв Христови, за да го собере на литургија честниот и верен народ и на тој начин да ги соедини сите со Христа. Иако не го ставиме на прво место ова знаење за Светиот Николај, дека е епископ кој го приведува својот народ кон Царството Божјо, туку да почнеме повеќе да се воодушуваме на сите оние чуда негови што ги направил и на сите оние милосрдие што ги направил, нема да биде чудо ако нашата слика
за светиот Николај се искриви како што е искривена сликата негова на запад. Споредувајќи го со оној дебелкаст човек со бела брада и во црвена облека, кој некаде го нарекуваат Свети Никола, некаде Санта Клаус, некаде Дедо Мраз и како ли све не. И тоа ќе биде нашата слика за него. Во името на Свети Никола да направиме, да поделиме некоја играчка на децата, да изнудиме некоја насмевка на лицето на децата, наместо да ги донесеме децата и на овој празник да ги причестиме со телото и крвта Христови, за да можеме утре да рачунаме дека тие деца ќе бидат христијани. На вас сите овде собрани во ова соборна заедничка најпрво литургија, а еве сега и осветувањето на водата, со која што и претходно на вакви литии се собиравме и ова останува континуирано да го правиме секогаш во градот Куманово како традиција која што ќе искажеме честа почита за делото на Светиот Николај, кој ќе го молиме секогаш да не застапува со своите молитви пред воскреснатиот Богочовек Христос. По литургијата за Свети Никола, верниците ја организираа масовната литија од соборниот храм до градскиот плоштад, каде што беше извршен водосвет и беше благословена и прекршена празничната погача. Здруженијето Бадникови поворки денеска ја постави најголемата макета од пештера во Касапски круг, изработка на уметникот Мирослав Величковски. Пештерата на Бадник ќе биде изнесена на градскиот плоштад. Поставени се и пунктови за собирање на донации на неколку локации во градот, информира Христина Георгиевска од Здруженијето Бадникови поворки. Весници на Христовото раѓање се дечињата, кои сме навикнати да ги гледаме во црквата и низ улиците на нашиот град, носејќи пештерата во која се родил Христос и носејќи ги звездичките која ја символизира Витлемската звезда, која го покажува патот на мудреците, каде е пештерата и пејќи ја песната Вечниот Бог. Поради ковид ситуацијата во целиот свет, оваа година Бадниковата поворка нема да се одржи, меѓутоа планираме настан во центарот на градот. Мисијата на целата оваа организација и овој пат, како и претходната година, е со хуманитарен карактер, така да имаме поставено кутии за донации на неколку пунктови, така да сите граѓани може да донираат во тие кутии. Што повеќе донираме, толку ќе имаме поуспешна организација и ќе израдуваме едно од семејство кое е социјално загрозено на ниво на нашата општина. Сакам да изразам огромна благодарност за сите луѓе кои учествуваа во изработката на пештерата, која е денеска поставена. Сите граѓани ги повикувам да дојдат да ја видат. Самата пештера ќе биде изложена и на градскиот плоштад на ден на настанот, каде што дополнително ќе можат сите да ја доживеат таа магија на самата пештера. Изразувам голема благодарност, таа е дело на нашиот истакнат и познат уметник и вајар Мирослав Величковски. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги донесе одлука со која се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,25% во однос на одлуката од 13 месецов. Малопродажните цени на бензините Евросупер БС 95 и Евросупер БС 98 и на Евродизел не се менуваат, додека малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство се намалува за 0,50 денари литар. Малопродажната цена на мазутот се намалува за 0,189 денари килограм и сега ќе изнесува 39,864 денари килограм. Во организација на Одсекот за превенција и Општинскиот совет за превенција на детско престапништво, група средношколци денеска беа во посета на Центарот за социјална работа и Основниот суд.
Целта е малолетниците да се запознаат со работата и надлежностите на институциите, а особено со работата со малолетни лица. Средношколци од кумановските училишта денеска беа во посета на меѓуопштинскиот центар за социјална работа и Основен суд Куманово со цел да се запознаат со работата и надлежностите на дел од институциите кои што работат и со малолетни лица, а особено се пројави интерес за последиците од прекршоците и евентуално кривичните дела кои што ги прават малолетниците. Активноста ја организираше Одсекот за превенција при СВР Куманово и Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на барање на учениците, посочуваат надлежните. Покрај она што се разговараше на основните функции работа на овие институции, стана збори за одговорност на младите во однос на злоупотреба на пиротехнички средства, за превентивни мерки, за заштита и воопшто за мерки на превенција и заштита за безбедност на младите. Инаку во делот на превентивни мерки во рамки на кампањата која што се презема од проектот Пиротехника не е играчка, на подрачје на СВР Куманово, Одсек за превенција со почеток на месец декември реализира едукативни работилници во сите основни и средни училишта и паралелно со тоа одиме со јавни кампањи на сите подрачја, вклучуваме и јавни личности, познати личности од јавниот живот, лепење на постери на видни јавни места за постојано подсетување не само на законската одговорност, пред се најакнење на свеста за заштита од последиците кои што може да настанат и по животот и здравјето на луѓето, пред се на децата, а всушност често пати тука се загрозени и милионичињата. Кампањата, како што информира Богдановска, ќе трае до завршувањето на празниците и во текот на 2022 година до средината на јануари месец. Кумановската полиција за 4 часа санкционираше 22 возачи за брзо возење, информираше денеска СВР Куманово. Посочуваат дека во текот на вчерашната вечер, во период од 18 часот до 22 часот, со посебно опремен радар за снимање во ноќни услови, спроведена е зајакната акциска контрола на територијата на СВР Куманово за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 22 возачи. Од нив 3 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, наведуваат од полицијата. Најавуваат дека засилените акциски контроли ќе продолжат и наредните денови и апелираат до сите учесници во сообраќај да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесат за побезбедни патишта. Градоначалникот на Куманово заедно со германската амбасадорка ја посетија компанијата Дрексел Мајер. Амбасадорката на Сојузна република Германија Анке Холштајн и градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски ја посетија компанијата Дрексел Мајер како германска инвестиција во земјата чија втора фабрика започна да функционира во април 2021 година. Според амбасадорката, новата фабрика во Куманово поставува уште повисоки стандарди кои што ќе треба да ги следат и останатите фабрики во земјата и регионот, така што ќе се создаде поголема конкурентност во насока на понатамошни развојни подобрувања. Фокусот кон вработените, развојните стратегии и поддршката што ја добива заедницата се неколку клучни фактори кои што ја прават една инвестиција стабилна, а во исто време и привлечна како работодавач. Потенцираше амбасадорката Холштајн. Јас сум навистина импресиониран од она што имав можност да го слушнам, но и од она што можев да го видам во самата фабрика. Драго ми е што Куманово доби ваква капитална инвестиција која ќе донесе нови работни места, но и поголем економски развој на регионот. Истакна Максим Димитриевски, градоначалник на Куманово. Директорот на Дрексел Мајер, Лукас Мирингер, потенцираше дека во фабриката во Куманово важат истите меѓународни стандарди, како и во останатите локации низ светот. Дрексел Мајер неодамна им подари компјутерска опрема и таблети на учениците од неколкуте училишта во Куманово и Кумановскиот регион. Викендов во Кумановскиот затвор дошло до физичка пресметка меѓу двајца затвореници. Како што информираат од МВР, на 19 декември во 1 часот и 20 минути во казнено-поправната установа затвор Кшање
било пријавено дека настанала физичка пресметка помеѓу две лица од Скопје, кои издржувале затворски казни. По извршениот увид на полициски службеници било утврдено дека 24 годишно момче физички нападнало 2 години помлад со граѓанин. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава, велат од МВР. Во продолжение да ги погледнеме вестите од Македонија. Со 62 гласа за и ниту еден против, пратениците го усвоија законот за изменување и дополнување на законот за работните односи, со кои недела станува ден на неделен одмор. Тие треба да почнат да се применуваат од 1 јануари. Измените предвидуваат за 50% поголема дневница и слободен ден за тие што ќе работат во недела, а се дел од овие дејности. За 100% поголема дневница и слободен ден се предвидува за оние работници кои ќе работат во несуштинските дејности, што е регулирано со Законот за трговија, за кој пратениците денеска расправаа. Од 1 јануари недела ќе биде ден за неделен одмор за 92% од работниците. На овој начин воспоставуваме рамнотежа меѓу професионалниот и приватниот живот, семеен и социјален, како предуслов за нивна мотивација и поголема ефикасност на работното место. Работниците се нашиот најголем капитал. Нивниот труд мора да се почитува и вреднува. Затоа, оние што ќе бидат ангажирани во дејностите, кои заради техничко-технолошкиот процес не смеат да бидат прекинати, ќе добиваат најмалку 50% повисока дневница за работа во недела и слободен ден кој ќе можат да го искористат во наредните 7 дена. Вработените во трговските центри, односно моловите, кои ќе работат во недела, ќе добиваат двојно повисока дневница, односно дневница зголемена за 100%. Дополнително, 2% од прометот остварен во моловите во претходната година за работењето во недела и празници ќе бидат наменети за изградба на нови детски градинки. Тринеделниот зимски распуст ќе биде во редовниот период, согласно календарот на МОН, рече министерката за образование Мила Царовска и додаде дека нема потреба од негово поместување, бидејќи состојбата со ковид во земјава и натаму е стабилна. Во случај состојбата со ковид драстично да се промени поради ризикот Омикрон, тогаш МОН има одговорност да ја разгледа ситуацијата и заедно со Комисијата за заразни болести да донесе одлука која ќе биде во интерес на учениците и заштитата на јавното здравје. Во однос на наставата која од септември се спроведува со физичко присуство, Царовска истакна дека досега покажува одлични резултати. Министерката за образование и наука Мила Царовска најави дека нема да биде дел од новата влада на идниот премиер Димитар Ковачевски. Во изминатите 5 години заедно со мојот тим навистина испорачавме политики во интерес на граѓаните. Јас продолжувам да се борам и да застапувам исти вредности и исти политики и навистина верувам во концептот и силата на државата, како и во силата на жените и младите, рече Царовска. Минатата недела и министерката за одбрана Радмила Шекеринска најави заминување од владата. Министерот за надворешни работи Бујар Османи очекува до средината на јануари да бидат пополнети сите испразнети амбасадорски места. Решенијата за овие амбасадорски места се надева дека ќе бидат готови веднаш по формирањето на новата влада. Амбасадите ќе бидат значително пополнети со дипломати со цел на вистина да ја ставиме во функција нашата дипломатска служба, рече Османи. Напомена дека ќе бидат пополнети не само амбасадорското место во Софија, туку и сите останати. Најави дека деновиве треба да бидат пополнети амбасадорските места во Индија, Италија, Русија и Австрија. Полициски службеници од СВР Куманово лишиле од слобода 18 годишно лице. Имено во 12 часот по полноќ полициски службеници го лишиле од слобода ДЈ, 18 години од Куманово, затоа што претходно во домот агресивно се однесувал кон неговата мајка и оштетил дел од покоќинината. Стои во известувањето од МВР. Исто така при преглед кај него бил пронајден и одземен нож. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава.
Времето денеска во Куманово беше сончево. Максималната температура се искачи до 6 степени, а минималната беше минус 2 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат облачно време. Дневната температура ќе достигне 3 степени, а утринската ќе биде до минус 6 степени. Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вашето внимание и ви посакувам пријатна вечер.